Добро утро, почитувани гледачи, 9 часот и 15 минути, редовниот термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје, нови 40 на минути за една дружба со вас. Ве очекуваме да се јавите, да поставите прашање, оно што всушност го правиме и во секој издание од понеделник до петок во овој термин. Ова утро зборуваме за геријатриска медицина, за грижа за геријатриски пациенти, како активно и здраво да старееме, како да и помогнеме на возрастната популација. На оваа тема разговараме со доктор Павлинка Милосављевиќ, специјалист невролог од јавната здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје. Добро утро, доктор Павлинка, и добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата и што ни овозможувате да зборуваме за нешто што на нас како лични лекари или независно од специјалноста во која работиме, не засега. Ви благодарам на представувањето. Јас сум специјалист невролог во нашата установа, која што е единствена од тој тип специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина во нашиот јавен сектор здравствен. Работиме лекари во установата од повеќе специјалности, значи мултидисциплинарно, како што и побаруваат потребите на геријатриската популација па и палијативата. Мене би ми било полесно како лекар-невролог да зборувам или само за невролошките болести, како што и фокусира на нашата медицина и систем на лекување на органи и системи, меѓутоа она популација која што гравитира во нашата болница, болницата ни е со капацитет од речиси 300 пациенти од геријатриски и палијативен сектор, имаме и амбуланти со кои што работиме пациенти кои што се надвор од болницата, и повеќето се нели баш геријатриски како што ни гласи нашата болница, меѓутоа некако наоѓаме нужно и повикани сме да зборуваме за потребите на геријатриската популација, не само од мојата дејност, затоа што тие се покажа специфични, комплексни и мултидисциплинарни. Пристапот што во болнички услови го имаме е всушност мултидисциплинарен, затоа што така се и потребите. Меѓутоа, во амбулантските услови се уште работиме на она орган систем дефинирана третман болести, затоа што таква ни е и специјалноста. Иако веќе се групираме и диагностичките методи кои што ги имаме во амбулантски услови, сме ги организирале, болницата оди во насока со повеќе потреби да задоволи на геријатриската популација, ги решаваме мултидисциплинарно. Гледаме пациентот кој што има потреба од посета од повеќе специјалности да го обави тоа во нашата установа, а ние како лекари кои што работиме во еден тим да се исконсултираме и да го олесниме третманот или да го направиме поефикасен за тој тип на пациент. Така, да. Ми е драго што еве ја почнуваме заеднички соработката со болницата и институцијата и се надевам дека понатаму и во иднина ќе имаме уште многу други гостувања да ја доближиме малку повеќе така и до граѓаните и до гледачите, бидејќи кога ќе се спомене геријатрија или геријатриска установа, некако како да имаме отпор или страв, дали оти не знаеме докрај, така? Што се тоа значи и што се нуди таму? Значи, најверојатно е тоа. Не се знае што се нуди. Би објаснила, како што има потреба од педијатри да третираат и следат здравствената состојба, да ја подобруваат на една популација мала која што ни е драга, и нели го прифаќаме тоа, истото се однесува и на постарата популација. И мислам дека има потреба да зборуваме повеќе за таа стара популација и да нагласиме што значи геријатриска медицина или геријатриска установа, затоа што порастот на оваа популација на светско ниво во сите земји во развој и развиените се следи пораст. Се очекува до 2030 година да имаме од 6 граѓани на земјава, еден да биде над 60 годишна возраст, што значи треба да размислуваме како тие пациенти ќе ги водиме во една здрава старост, за да не бидат оптеретени нашите здравствени системи. Меѓутоа, во реалноста гледаме нешто друго. Нели популацијата расте, 60 годишниците живеат до 80-90 години. Тоа е една хетерогена група, геријатриската популација. Хетерогена е во смисол на здравје, на своите способности. Ние среќаваме 90 годишници кои што по физички и ментални капацитети имаат, значи можат да работат и да допринесат во општеството, како 30-40 годишници. Меѓутоа имаме и многу помлади од 60 години кои што брзо ги губат тие капацитети и можеби ќе имаат
поволност од гериатрискиот пристап и принципи на третирање, односно мултидисциплинарно лекување. Меѓутоа, целта на здравството е да се превенира тоа настапување. Самиот процес на старење води кон едно физиолошко губење на функцијата. Меѓутоа, тоа да биде здраво до еден степен, кога што капацитетите ќе се изгубат, ќе почнат да се појавуваат болестите, меѓутоа да биде покасно, не со тој интензитет, затоа што настанува оптеретување на здравствениот систем, меѓутоа и на самите семејства и на пациентите. Никој не сака да изгуби својата автономност, нели, во функционирањето во секојдневниот живот. Ако не можете сам за себе, нели, да се грижите. Ќе го продолжиме разговорот веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам секако да се јавите и да поставите прашање. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Павлинка, да, рековме генерално и во светски рамки луѓето стареат. Се следи пораст на постарата популација и можеби затоа и оваа декада Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласи на декада на старите луѓе, декада на здраво старење. Меѓутоа, здраво старење, здрава популација значи активна популација, нели, што допринесува во животот, нели, во општеството, на своите семејства, самите себе сите допринесуваат за поквалитетен живот, меѓутоа во реалноста гледаме нешто сосема друго. Имаме пациенти, популација на 60 годишна возраст, која што, вака статистички кажано, секој втори има, речиси, повеќе или барем две болести кои што веќе ги третира, а некоја застрашувачка статистика, 85 годишните пациенти и понатака ги имаме и такви, имаат мултиморбидитети. Значи повеќе од две болести кои што истовремено се третираат. Здравото старење е еден нормален физиолошки процес. Постепено се губат функциите, нели, на органите, се намалуваат нивната функција, меѓутоа тоа е постепено и се додека полека не згаснат. Се додека не дојдат до некој степен кога стануваат повулнерабилни и се појавуваат болестите. Она што треба да ни биде цел нас како здравствени систем е да го преминираме, да го одложиме тоа појавување на болести или барем сложеност. Во реалноста гледаме нешто сосема друго и она што е карактеристично за гериатриската популација, јас наместо да зборувам сега за невролошките болести, зборувам за гериатриските синдроми, затоа што како лекари се соочуваме секојдневно со тоа, како што во нашата болница гравитираат тој тип на пациенти, со мултиморбидитет и една комплексност во решавањето. Гериатрискиот пациент е оптеретен со тие мултиморбидитети и ќе го надоврземе првиот синдром кој што ги следи, тоа е полифармацијата, оптеретувањето. Доаѓа во амбуланта, препишува лекови, добива совет од лекарот за да ги лечи невролошките болести, после 2-3 дена оди кај кардиологот, добива други лекови. Сета таа координација ние како лекари во амбулантски услови не можеме да ја воспоставиме. Во нашата установа одвојуваме време за тоа, затоа што ги познаваме тие гериатриски синдроми. Полифармацијата може да донесе оптеретување не само на пациентот во едно фрагментирано давање, распоредување кога да ги прима лековите, меѓутоа имаат и негативни ефекти. Интеракцијата меѓу себе на лековите, така? И наместо бенефит во лекувањето на одредена болест или лекувањето на пациентот, тој треба да се гледа холистички, ние добиваме негативен ефект кој што повеќе му штети. Оние синдроми кои што ние како лекари ги среќаваме, секако ги знаат и моите колеги од другите дејности што ги работат, меѓутоа не работат ексклузивно со гериатриски пациенти, нели поширока популација, се полифармацијата на кое што реков веќе дека немаме време да размислуваме, меѓутоа се трудиме да размислуваме за да постигнеме ефект. Синдромот на неизнемоштеност е оној кој што не загрижува и пациентите доаѓаат да бараат помош. Меѓутоа, тоа е една кумулација на старењето и кумулацијата на сите овие болести. Меѓутоа, го игнорираме и се почесто ги слушаме и пациентите и семејствата го препишуваат на старење. Меѓутоа, тоа не е процес од старењето. Тоа е веќе синдром кој што во гериатриската медицина е издвоен како посебен и еден значителен предиктор во
во проценувањето на понатамошното здравје и живот на пациентот. Во периодот на пандемијата, кога што се избација или проблемите во третирањето на гериатриската медицина и кога беа само издвоени како група, нели како група со возраст на по хронолошка возраст ги издвојувавме, се покажа дека таа возраста не е предиктор кој што треба да не води во одвојувањето и проценките на пациентите, туку токму тој и синдром на изнемоштеност, кој што е кумулативен. Тој се покажа најпрецизен и во утврдувањето на морбидитетот во периодот на пандемијата. Меѓутоа, пандемијата само не опомени и не поучи. Таа е хетерогена група, реков, популацијата возрастна и затоа и комплексно решавањето кај нив. Пациентите имаат различни капацитети. Дејноста која што се занимава специјалноста со таа популација е гериатриска. Меѓутоа, кај нас гериатриската медицина немаме издвоено лекари, нели не е посветено образовниот систем да се издвојат лекари специјалисти и субспецијалисти. Во една блиска иднина тоа и ќе се случи и се надевам дека на младите ќе им стане атрактивно да се насочат во таа насока, затоа што нели потребите се такви. Меѓутоа треба да сватат каде им е местото. Ја мислам дека не е атрактивна затоа што не знаат каде му е местото на лекарот што ги третира старите пациенти или геријатарот. Гериатрискиот лекар може во било која поставка од здравствениот наш систем, во примарното, секундарното, во болничките, во итните служби, да си го најде своето место. Затоа што насекаде гравитира таа наша популација. Постарата популација најчест посетител на болниците, во ургентните центри. Најдолго време обстојуваат во болниците, нивното третирање бара подолг престој, пролонгирање, не реагираат онака како младата популација на терапевските пристапи или она по гајдлајнс и ние што ги учиме медицина базирана на докази, затоа што имаат кумулативен ефект и третирање на повеќе болести, капацитетите физиолошки не се исти како на помладата популација. Како што ги среќаваме нели во сите домени во нашиот здравствен систем, така и таму треба да биде местото на геријатарот. Неговата улога и дефиниција е сеопфатна геријатриска проценка. Кога ќе го кажете тоа, делува застрашувачки, меѓутоа тоа е и целта. Геријатрискиот пациент е со коморбидитети, со полифармација, кај него се битни не само медицинските аспекти, функционалните капацитети, кои што не се нарушени од болест, него од процесот на едно старење. Битни се и социолошките аспекти и улогата на геријатарот е малку поширока. Ние во нашата установа имаме колеги прекрасни социјални работници кои што ни помагаат во таа комплексност. Социјалниот аспект зашто е битен? Пациентот остарен, изнемоштен, со тој синдром кој што го игнорираме на изнемоштеност, со веќе инвалидитети кои што го ограничуваат во неговите нормални функционални способности, има потреба од поддршка. Таа поддршка најчесто ја добива од семејството. Меѓутоа, социјалните услуги не се секогаш успешни и тука е нели она социолошката анкета и која што ќе ни помогне за да утврдиме каков да биде третманот, следењето на тој пациент во сета таа комплексност на следење на коморбидитети и третмани. И да му се постигне волјата за живот. Знаете, битно е на пациентот да му кажеш кој ќе го донесе наредниот пат на преглед, кој ќе го носи на физикална терапија за да се спроведе тој третман. Ако немаме поддршка од социјалната средина, тогаш доаѓа до институционализација на тие пациенти, сместување во домови за стари лица, каде што функционираат оние пациенти од геријатриската популација што се уште имаат капацитети функционални за обувување на барем основните физиолошки потреби во животот, а сместувањето во геријатриски болници, како што е нашиот тип на болница, е кога се потребни веќе ги имат изгубено и базичните капацитети функционални, им е потребна секојдневна нега и за основните работи, за облекување, хранење, па и за третманот на болести. Разликата во болничкото лекување, ние сме болница, тоа на сите пациенти нели што доаѓаат кај нас треба да сватат. Болничкото лекување бара третман по
посета, ревизија на терапија. Значи, тој пациент има потреба на ревизија на терапија почеста, следење и координирање на повеќе кратни третмани, физикален третман на болест, на срцево заболување, на диабет, они се со коморбидни состојби, на пациент кој што е со мозочен удар и со дефицит, значи не може да се движи, не може да се исхранува. Тоа е една комплексна слика и бара болничко сместување и третмани следење од лекари кои што се од повеќе специјалности. Иако како геријатарот во светско ниво го покрива сето тоа, меѓутоа кај нас се уште го нема како специјалност и во здравствените системи во кои што се уште тоа не е развиено, гледаме тоа да го организираме нели точно како што е организирано во нашата установа. Така да. И токму затоа нели како што рековте е мултидисциплинарен и неопходен е таков неопходен е таков пристап кај тие пациенти. Дури кога геријатар би ги следел, тие имаат потреба од посети. Геријатарот не е ортопед, не може да ги реши ортопедските проблеми. Тука се спомнуваат пациентите се склони кон падови па се јават скршеници, не може да го третира. Меѓутоа, она после што следува после, нели, тој пациент треба да се рехабилитира, не се откажуваме од него. Неговите капацитети се ограничени, бара пролонгирано лекување, меѓутоа и следење. И токму тука е улогата на координирање во сите тие заболувања на геријатарот. Кај нас тоа тимски го решаваме, јас сум благодарна на колегите, нашата институција има историја од 60 години, 50 години, тука се искуства црпени колеги кои што се предаваат, искуства кои што се организирано ги примаме од Европа и светот, со тоа што самите учествуваме на тие настани, ја следиме нели принципите на геријатриската, она што постигнала, иако кај нас нели се уште не е препознаена и развиена, имаме организирано 2 здруженија за палијативна медицина, нели таа е дејноста, и за геријатриска медицина, и активно работиме на организирање на едукативни настани за нашата фела, за медицинската фела, која што нели треба да ги осознава тие новитети и бенефити кои што за да можеме да ги применуваме, за да може да ги применуваме, да ја помогнеме на таа популација, нели растечка, и треба повеќе внимание да ја обрнуваме. Така да. Подолговечни, веќе долговечни се луѓето, а и сите нели малку по малку одиме кон тој процес, па велиме сакаме здраво и активно да старееме, да живееме, да уживаме во животот така до сите оние последни моменти кога ќе дојдат. Да, тоа се насоките, нели секое медицинско лице во превенцијата е нели нашата насока, да превенираш појавата на болести. Тоа не води кон тоа за да не се појават болести во старата популација, треба да живеат здраво. Препораките за здраво живење се всушност истите како и за помладата популација. Значи физички активности, ментални активности, да бидеш уклучен во секојдневнието во животот, грижа за хроничните болести кои што веќе се јавиле, навремено да се третираат, да се следат тие пациенти, за да не се појават компликации. Секоја болест нели води компликации. Меѓутоа, возрастната популација некако ние како во општеството да ја исклучивме. Кога ќе отидат во пензија или помалку се активни. Да не зборувам за пандемијата која што не соочи со тоа. Први ги изолиравме. Значи, како вулнерабилна група, први ги изолиравме, ги оставивме дома. Сега ги гледаме резултатите на таа неактивност, ги направивме неактивни физички и ментално, а сега ги гледаме резултатите. И токму таа ни окажува дека во поглед на здравјето, значи појавата на когнитивните пропаѓања, на стравови, на психијатриски, на депресивните синдроми, како да се зголеми. Тоа го гледаме во болниците, статистиките уште ги немаме, меѓутоа тоа ни окажува која е правата мерка. Ако сме сгрешиле и сега имаме појава на тегоби кај по старата популација, значи физичката активност, здравата исхрана, вклучувањето поактивно во животот секојдневието на нашиот, нели, кој го уклучиш да го чува внучето, физички неактивен, ама затоа може со совет. Они имаат многу поголемо искуство од нас. Тоа искуство треба да се предаде, треба да го искористиме, не да ги изолираме. Ни укажа пандемијата каде грешиме и во која насока треба да одиме за да се насочиме кон здраво старење, нели? И да имаме здрава популација што подолго, поактивна, помалку да се соочуваат со оние синдроми коморбидни и така натаму, поретко да одат на лекари, нели, да немаме посета да организираат семејството, посета кај 4 специјалисти, па потоа повторни контролни прегледи кај нив, рехабилитациони, како беше програми кои што
Сето тоа е тешко да и за се самиот искоординира. пациент, човек, нели, но и за семејството. Значи финансиски и физички е тешко за семејството, а да не зборуваме за самиот пациент. Така. Следува уште еден блок реклами, продолжуваме веднаш по нив. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Веројатно и гледачите, доктор Павлинка, слушна информации кои досега и можеби нели не ги слушнале, а се добри во насока на она да знаат кога ќе дојде моментот така што треба да направат и што треба да преземат. Кога ги споменуваме гериатриските синдроми, да, повеќе ги споменавте, меѓутоа веројатно уште некој може да се каже. Она што ја карактеризира, веќе спомнавме на неколку пати, можеби не се сеќавам, а гериатриската популација нашата нели требаше да биде здрава, меѓутоа статистиките ни покажуваат нешто друго, ги карактеризира таа мултиморбидност, лекување во исто време на компетитивни болести. Може и да ги спомнам, тоа се од различни специјалности, најчести се цереброваскуларните, кардиоваскуларните, мозочните удари. Она што кај нас го гледаме најчесто дефицитот кој им го дава мозочните удари и другите коморбидни состојби, па затоа ги институционализираат и ги сместуваат во болница тие пациенти. Значи неконтролираното мокрење, а когнитивното пропаѓање, што е во мојата област нели на третирање, честите падови се еден од гериатриските синдроми. И кај нив таа причината за падовите не е секогаш нели една одредена, болката во зглобовите или во колкот, мултифакториелна е кај тие пациенти. Тука придонесува и оној синдром што го спомнав, синдромот на изнемоштеност, употребата на повеќе лекови кои што може им предизвикуваат нестабилност во одењето, вртоглавици, меѓутоа носат поголеми компликации, нели зборуваме чести падови, меѓутоа треба да спомнеме падот што носи, нели повреда, фрактура, институционализирање, пролонгирана рехабилитација, кое што може да не доведе до посакуваните резултати. Она што загрижува во последно време, јас како невролог во амбулантата додека работам, и порастот на когнитивното пропаѓање на нашата постара популација. Она што исто така ме загрижува како невролог е што доаѓаат кога веќе тоа когнитивно пропаѓање е напреднато. Земало веќе поголем замав. Во суштина веќе почесто се зборувало за деменциите и когнитивното пропаѓање, нели имаме оние реверзибилни и иреверзибилни форми. Се радувам кога ќе откријам причина, дали тироидна жлезда, анемија, депресивен синдром кој што можам да го третирам и тој когнитивен пат го поправам и го враќам пациентот назад. Меѓутоа се почесто се среќаваат пациенти кои што е тоа не е причината реверзибилна, него еден неповратен процес на губење на тој пациент. Ги губи мемориите, нели тоа е тоа што го карактеризира дементниот синдром. Различни се типовите што ги среќава, не би сакала да зборувам цела емисија, би можела, нели, најчестиот тип е Алцхајмеровата. Меѓутоа почесто е мешовитиот тип Алцхајмеровата со други типови на деменции. Во суштината на сите нив е губењето на меморијата, когнитивно пропаѓање. Тој пациент се до степенот додека не може самостојно да функционира, да расудува, да се грижи за себе, иако физички има кондиција да се движи. Тие пациенти им е најтешко кога се побарува да се сместат во нашата институција, затоа што пристапот на третман на тие луѓе треба да биде сосем друг. Треба да бидат во една усталена средина во која што не им се менува многу затоа што нели не ги памтат новите работи, па секоја промена им предизвикува шок и вознемирување, па води до појава на други синдроми, на делириум, на агресија, кои што треба дополнително да се третираат на едно полифармација од 5, 6, 7, 8, 9, 10 лека, кое што е дополнително оптеретување, меѓутоа се почесто ги среќаваме тие пациенти, семејствата тешко се справуваат со нив, затоа што имавме еден период, пак ја спомнам пандемијата, на пропуст на навремено дијагностицирање и следење на тие пациенти. Нели когнитивното пропаѓање, избраканоста и заборавноста се рачунаше како дел и се уште некои рачуна дел од старењето. Не е тоа дел од старењето, тоа е болест која што ако навреме се дијагностицира, може да се спречи. Се уште немаме лек кој што го ја лекува деменцијата, ќе кажеме постигнавме резултат, сега се враќаме назад кон капацитетите ментални кои што ги посакуваме или сме ги имале, постепено губиме по еден дел.
целта е на некој начин, така, целта е состојбата. побрзо да се постигне, нели, да се покрие со терапија за да се успори прогресијата на веќе една прогресивна дефинирана болест. Веќе имаме и гледач на линија, да го слушнеме и неговото прашање. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата. Многу убав разговор и совет од докторката, меѓутоа едно прашање. Во Скопје постои еден центар геријатриски. 50-60 години е стар. Воопшто не се помислува да се гради некој нов. Сите пензионери не можат да си дозволат да одат во приватните домови. А самата докторка кажа колку е важно згрижување и лекување на пациентите по потреба, а ние немаме такви услови. Привилегија е да добиеш место во геријатрискиот центар. Сдруженијето на пензионерите, исто така и Министерството за труд и социјала би требало малку повеќе да земе во својата програма планови да се изградат такви домови повеќе. Со оглед дека и самите кажавте, населението старее. Младите заминуваат, тоа е нормално, жално, меѓутоа жално и стариот, да кажам сега под наводници, возрастниот да остане сам, незгрижен, не може да оди до лекар, не може да се смести во геријатрија. Примањата на пензионерите знаете какви се, така да сме оставени на Црвен крст да не поддржува со нивните волонтери. Да, ви благодариме за јавувањето, да, убаво ве разбравме што сакате да кажете. Поздрав и до вас. Ви благодарам, ве поздравувам. Токму и тоа е причината, нели, зашто спомнуваме и изборуваме за геријатриската медицина, за геријатриската популација. Ние сме единствена установа од јавното здравство од ваков вид. Се надевам дека тенденцијата и плановите на нашиот здравствен систем е такви геријатриски одели кои што ќе ги згрижуваат, нели, мултидисциплинарно овој тип на пациенти. Во сите болници во градови можност постои да се направат, да се отворат со некаков капацитет во кој што геријатар или мултидисциплинарно, нели, болниците имаат лекари од повеќе специјалности, ќе ги згрижуваат тие пациенти за да не биде теретот на нашиот болнички капацитет, пак ќе го напомнам. Геријатриската популација бара згрижување од различни типови. Точно домовите се уште голем дел во приватен сектор и приватниот сектор има право од финансиски аспект тоа побарување или покривање на трошоците да си го дефинира сам и тука нема да се вовлекувам, тука веќе социјалната медицина или социјалната политика треба да се погрижи, меѓутоа треба да алармираме затоа што тоа е многу битно. Пациентот наместо да се смести во пациентот, постариот возрастен наш граѓанин кој што има потреба од згрижување, наместо да се смести во дом за стари лица каде што ќе функционира со своите функционални капацитети кои што се на задоволително, не на професионално ниво да се бара да учествува, меѓутоа може да ги обавува своите основни активности да се згрижува и да биде во обиколено средина која што нели ќе го активира и во социјално. Тоа е типот на старечките домови, што ние го кажуваме. Болничкото сместување, така, кога пациентот побарува третирање, акутно влошување на неговите коморбидитети, она комплексно состојба. Финансискиот аспект ги тера пациентите да се сместуваат, нели, кај нас, затоа што, нели, финансиски гледано е полесно, меѓутоа тоа треба да сватиме се капацитети за пациенти на кои што навистина им е потребна, така, и помош и нега здравствена. Им нуди нашата болница и условите и здравствениот систем може да биде подолготрајна, не сме ограничени во третирањето, значи ни се овозможува месеци тоа да трае тој третман, меѓутоа не и до недоглед, нели? Капацитетите треба да се искористуваат баш заради тоа што сме ограничени адекватно. И затоа ми е насоката на зборување што значи геријатриски пациент, геријатриска популација и геријатриска медицина. Пациентката со право, нели, зборува за проблемот и се надевам дека ќе се слушнат од повеќе сектори, па и нашата фела и социјалните и политичките. Да. Тоа беше и насоката за здраво старење на Обединетите нации, да се вклучат повеќе сектори во промовирање на здраво старење, за да немаме ваква проблематика која што ќе решаваме. Меѓутоа таа ќе постои
рековме, и со здравото старење, и со кумулирањето на болестите, тие пациенти имаат специфични потреби, ние треба да ги задоволиме, да ги согледаме, да ги осознаеме. Тоа е со анализирање и изборување за нив, затоа што нашиот здравствен систем, веќе рековме, е фокусиран на третман, на болести, согледување, дискутирање, орган, систем. Кај нив е тоа малку покомплексно и треба да се фокусираме во тој аспект за да им овозможиме добра здравствена грижа и добро социјално згрижување, затоа што и тоа го побарува оваа популација. Така, и кога зборуваме за здраво и активно старење, значи треба да работиме сите заедно, се извинувам, во таа насока, да го поттикнуваме, оти кога го споменавте и пензионирањето. Кога човек ќе оди во пензија, едноставно се плаши и вели, јас ќе останам сега сам, никој мене нема ниту да ми се јави, ниту да ме праша. Меѓутоа, никогаш и од самата личност, од самиот карактер зависи како понатаму животот ќе го продолжи. Знаете што стимулацијата е и од социјалната стимулацијата, дали тој пациент, таја граѓанин од постарата популација ќе остане активен, зависи стимулацијата и од нашето општество. Да. Да не се чувствува заборавен и оставен. И ги вклучуваме во активности во кои што тие може да бидат корисни, тие ќе се почувствуваат корисни, нема да го имаат оној период на адаптирање кој што завршува со лекување на депресивни синдроми, нели? И изолирање физичко па води до една неактивност, па до изнемоштеност, па атрофија на мускулатура, па болка во зглобови. Сега ги зборам на тегобите кои што ги слушаме. Значи, активното вклучување е наша должност на тие пациенти да промовираме развој на болести, да ги правиме активни членови и задоволни во нашето општество. Целта е да се вклучаме не само здравствениот сектор кој што се занимава со нив, и медиумите, со промовирање на здраво старење, промовирање на вистинско згрижување на старите лица, од здравствен и социјален аспект. Значи, почесто треба да зборуваме за постарата популација. Така, да. Повозрастната и постарата. Кога велиме дали секој може активно и здраво да старее, доколку применува одредени мерки во текот на животот? Од што зависи сето тоа? Процентот е многу голем. Препораките се токму такви. Ако активно, здраво живееме, имаме здрави насоки, ги избегнуваме лошите навики во живеењето, ќе имаме едно здраво старење. Меѓутоа, генетските фактори, социјалната средина, тоа се мултифакториелни причини, нема да не исклучат од појава на некакво заболување. Меѓутоа, целта ни е да не биде тоа мултифакториелно, да биде една, две болести кои што ги лекуваме, да не се ствара комплексна слика или полифармација која што ги збунува и самите пациенти, па и нас лекарите во координирањето, која интеракција, што е бенефитот, која е дозата, како најдоброто да го направиме за пациентот. Тоа изискува и време, меѓутоа и сложен систем, за да му помогнеш со цел на нашиот пациент. Кога имаме пациент, кога третираме една болест, се е поедноставно, нели? Така да целта на здравото старење е токму тоа, да се пролонгира појавата на болестите и пациентите да бидат што подолго активни во општеството. Пандемијата не научи, изолацијата не е нужно потребна за да постигнеме некакви цели во Така, да. Како една препорака за крај? Препораката за крај е... не само до возрастните кои што сега не следат, туку за сите нас, бидејќи ние помладите треба да се грижиме за нив. Сите одиме во таа насока, така да еден ден и ние ќе припаѓаме на таа популација, така да како ги третираме, така ќе бидеме третирани и ние. Колку обезбедиме систем кој што ќе ги згрижува подобро тие системи, ќе се најдеме ние самите во тој систем, така да им заблагодарувам на слушателите што ме слуша, ви заблагодарувам вас што ми дозволивте да зборувам за тоа. Моменталните препораки се, не ги изолирајте постарите луѓе, вклучете ги во животот, помогнете им да живеат здраво, да бидат активни, а доколку имаат веќе здравствени проблеми, немојте да ви биде тешко, редовните контроли се она што возможува да ги избегнеме компликациите од веќе здравствените проблеми постоечки кај постарите пациенти. Ви благодарам за гостувањето, навистина ми беше драго што продискутиравме и зборувавме на една ваква тема и ете се надевам дека и понатаму ќе продолжиме од најразлични теми и области што ги покрива нели вашата институција да можеме да проговориме. Ви благодарам. Ги поздравувам моите колеги. Нашата институција ќе биде отворена за соработка, овде има многу за дискусија, убаво би било да зборуваме за постарата популација. Ви благодарам многу. Така.
Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.